Стефан, можеби со тебе ќе ставиме... Ова беа воведните зборови на портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева, со кој го најави настапот на сопартиецот Стефан Андоновски на представувањето на платформа 1198. Програмата на најголемата опозицијска партија за предстојните избори. Во програмата тргнуваме од идејата дека ние мораме да го распуштиме Републичкиот судски совет или Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Распуштањето на двете тела Андоновски го смести во контекст на реформите кои ВМРО ДПМН ги најавува во правосудството. Поточно, го спомена распуштањето како прв чекор, пред да почнат реформите. Но, распуштањето на судскиот и на Советот на јавни обвинители е толку комплицирано прашање, што е многу тешко остварливо, па дури и речиси неостварливо. Еве и зошто. Распуштање на судскиот совет и тоа пред неполна година, лани во јуни, предложи министерот за правда Кренар Лога. Поводот беа двата последователни пуча во Советот, кога за кратко време беа сменети две председателки на ова тело. Павлина Црвенковска по оставката и Весна Дамева по разрешувањето обвинија дека нивните заминувања се последици на нечии влијанија и притисоци. На тоа се надоврза и оставките на два члена на Советот од редот на судиите. Набргу, тој јуни, беше најавено дека за предлогот за распуштањето во собранието ќе разговараат власти и опозицијата. Од идејата не се огради ни премиерот Димитар Ковачевски. Треба да се направи ремонт на одредени и институции и процеси, па и закони во делот на правосудството, бидејќи сите анализи тоа го покажуваат, сите изјави на странски дипломати тоа го кажуваат. Но, помина летото, дојде есента, а идејата за распуштање на судскиот совет се префрли во рацете на експертска комисија во Министерството за правда. Паралелно, во судскиот совет дојде тим експерти од Европската унија, па потоа се чекаше што ќе кажат тие на тема распуштање. Немаме никаков, за мене зборувам, немам проблем. Кога тогашниот председател на судскиот совет Сашко Георгиев го даде ова интервју за 360 степени, извештајот на оценската мисија на Европската унија не беше готов. Па, од идеите за распуштање на Советот, Георгиев се бранеше со овие аргументи. Лоша пракса ќе биде тоа. Замислете и во иднина, тоа ќе биде еден принцип за дека во иднина дека при некаква промена на политичка гарнитура или било каква состојба, дека по нечии предлог и тоа ќе оди така елегантно, значи како некаква пракса и тоа мислам дека ќе биде една лоша порака за судството во иднина. Извештајот на оценската мисија на Европската унија за судскиот совет конечно стигна во декември. Во него немаше препорака за распуштање на судскиот совет и политичарите повеќе не ја спомна идејата. Попрецизно, не ја споменува се до трибината на ВМРО ДПМН. Затоа, побаравме одговори од човекот што ја реактуализираше идејата, како планираат и да го спроведат ветувањето. Во досегашните изјави од ВМРО ДПМН зборуваа за распуштање на целиот судски совет. Но во интервју за 360 степени, меѓународниот секретар и дополнителен заменик министер за информатичко општество во техничката влада, Стефан Андоновски, рече дека засега ветувањето за разрешување не се однесува на мнозинството од 8 члена кои сами си ги бираат судиите, туку пред се на оние 5 члена што ги избира собранието. Ние имавме сериозна расправа и дискусија внатре во рамки на партијата кој би бил правилниот начин од екстремот на целосна промена на форматот, на концептот на судскиот совет и Советот на јавни обвинители, што би значило и уставна реформа, до палиативни мерки кои што би значиле корекција на постојното работење. Нашето решение, нашиот пристап е да видиме со законски измени да направиме постапка во која што сите ќе имаат верба. Прво мора да тргнеме од изборот кој што го прави собранието, затоа што за такви избори ние пледираме. Но понатаму секако ќе размислуваме во рамки на препораките на Европската комисија, на оние институции кои што беа присутни тука на терен и ги истражува состојбите, да направиме вистински законски реформи со кои што ќе се
гарантира квалитет при изборот. Добро, само да расчистиме. Вие планирате да ги разрешите само членовите на судскиот совет кои што ги избира собранието или планирате да ги разрешите сите членови на судскиот совет, вклучувајќи ги оние кои што судиите се ги избрали им дале мандат? По законските основи кои што сега постојат, ние се фокусираме на оние кои што ги избира собранието, а ги предлага претседателот на државата, така што тука ќе биде нашиот примарен фокус. Но тоа ќе отвори преседан да можеби при секоја смена на власта да се одземаат мандати кои што им се дадени на луѓе со нормално гласање во нормален процес во собранието, независно и со целосно разбирање на забелешките кои што ги имате. Па мислам дека преседан во Македонија во моментот е под 2% доверба во правосудството и тоа никогаш досега не се нема случајно и мислам дека е аларм кој што сите треба да не разбуди и да не притисне да делуваме веднаш. Дури по цена да се предизвика и понатаму домино ефект. Отварањето на постапки за разрешување на други членови на комисии не е нов феномен. И не би кажал дека со доаѓањето на ново парламентарно мнозинство не се правеле промени во поединечни комисии, тела, состави и така натаму, кои што како прерогатив ги избира собранието. Но сепак, секогаш постапките мора да бидат објективни и транспарентни и граѓаните да знаат зошто определена промена се врши. Андоновски најавува по прецизно дефинирање на терминот истакнат правник. Тоа е услов за еден кандидат да биде избран за член на судскиот или советот на јавни обвинители од страна на собранието, но и квалификација која по потреба нуди широк простор за слободно толкување. Потоа, со нови критериуми, би избрале неколку нови членови на советите, на местото на разрешените. Тоа, во комбинација со засилени проверки на имотот на судиите и обвинителите и примена на препораките на ЕУ, сметаат дека ќе даде нов квалитет. Во делот на реформите во правосудството, слични идеи за одредени прашања имаат и во СДСМ. Но, вели членката на надзорниот одбор на партијата и заменик министарка за правда, Викторија Аврамовска Мадиќ, разрешувањето на членовите на советите не може да биде опција. Прво, од политички причини. Доколку тоа би се десило, секоја политичка партија, па дали е на 4 или 8 години, кога ќе дојде на власт, повторно ќе осмени законот со преодни завршни одредби и ќе опрекине мандатот на се она што било претходно избрано. Понатаму, вели Аврамовска Мадиќ, има и законски пречки. Тие излегле на површина по изјавите на министерот Кренар Лога, па и премиерот Димитар Ковачевски за распуштање на судскиот совет. Во правосудството е многу специфично и не треба да се поведуваме од емоции и брзи реакции. Јас само тоа можам во моментов да го искоментирам во однос на нивните изјави. Зошто го велам тоа? После тие изјави Министерството за правда направи работна група, комисија за менување на законот за судски совет, за да може да се изнајде начин. Бидејќи има една аномалија, каде што не е дефинирано, допрецизирано, како членовите од собранието можат да бидат разрешени. Само има една одредба каде што вика дека може да се бара одговорност од страна на собранието, доколку годишниот извештај не им биде усвоен од страна на собранието. Во тој период, двата годишни извештаи и за 2021 и 2022 беа усвоени од страна на собранието. Со тоа што собранието признало дека они функционирале одлично изминатиот период. А разрешување со измена на законот за судски совет во делот на преодни и завршни одредби има повеќе опасности, смета Аврамовска Мадиќ. Со законска одредба, сите експерти кои влегоа во комисијата за да изработат нов закон за судски совет, констатираат дека тие преодни завршни одредби, кои што беа првично во етерот произлегоа дека со 3 за од донесување на законот во рок од 3 месеци му престанува мандатот на судскиот совет, не беше возможно. Зошто? Судиите 8 се избрани од редот на самите суди. И тие може да ги разрешат самите суди, дури и сега со барање на утврдување на одговорност, подпишано од страна на 20 суди. Прашањето, дали е прифатливо да се распуштат судскиот и советот на јавни обвинители, го поставивме и до 3 дипломатски мисии во земјава кои инвестираа најмногу енергија и средства во реформи во правосудството. Од амбасадата на Кралството Холандија ни одговорија. Амбасадата не коментира изборни програми на политички партии. Од амбасадата на Соединетите Американски држави испратија подолг став. Како што партиите почнуваат да ги изложуваат своите изборни програми, ова е идеално време за медиумите и граѓаните да ги разгледаат овие идеи и предлози и да ги прашаат лидерите
како во реалноста можат да бидат спроведени. Додека ние во амбасадата на САД внимателно ги проучуваме сите национални планови на партиите, продолжуваме и одблизу да ги следиме постапките, одлуките и активностите во судството, кое е во очајна потреба од вистински реформи. Обликот и брзината на тие реформи се одговорност на владата, независно од политичката партија и коалициските партнери. Од делегацијата на ЕУПАК посредно велат, не се за распуштање на судскиот совет. Генерално не коментираме планови или предлози на политички партии за време на изборен период. Ке работиме со кој да е избран да ја води земјата по изборите врз основа на законите и стандардите на Европската Унија, вклучувајќи го исходот од скрининг процесот, патоказот за владење на правото што ќе биде усогласен и препораките на оценската мисија за судскиот совет. И да не се создадат услови за разрешување на дел или на сите членови на судскиот и на советот на јавни обвинители, се чини дека созрева атмосферата за покрупни резови. Ние предлагаме да се сменјат законот, па ако треба и уставот, и по донесување на тие во една јавна, транспарентна, со едни дебати, анкети, анализа, вклучување на голем број на стручњаци, па може и бивши членови на судски совет, кои што ќе покажат како претходно функционирал Републички судски совет, па после 2006 со трансформација, дали овој систем подобар е или претходниот систем подобар. Добра била намерата, можеби во моментот кога биле носени уставните измени за реформа на судскиот совет и советот на јавни обвинители, но можеби времето поминало и сега потребно да се направат некои нови промени. Секако нема ова да биде прв приоритет за уставните реформи во овој дел, но ќе отвориме дискусија со сите политички партии во собранието да видиме во која насока треба да се движи реформата на судско-обвинителскиот систем, затоа што тоа однос секако ќе обара и Европската унија во процесот на преговори.